Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton Rishtazi. Sot në studio kam të ftuar Dr. Velimir Saveski, specialist infektolog, për një arsye sepse në disa statistika europiane, disa sëmundje të cilat mendoheshin që nuk janë shumë prezente, në fakt po marrin shifra alarmante. Bëhet fjalë për gonoreën dhe sifilisin, sëmundje të cilat transmetohen seksualisht, por për të cilat shpesh nuk flitet sepse ose ka një lloj hezitimi ose në fakt mendohet se nuk mund të trajtohen. Me specialistin infektolog pikërisht do të diskutojmë për këtë çështje dhe çfarë impakti kanë këto shifra, siç thash, alarmante të Europës dhe çfarë impakti mund të kenë këtu te ne. Доктore, ти благодарам много што си дел од овој подкаст. Përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Направив најава, спомнав дека во Европа бележи рекорден раст на болести кои можеби не сме навикнати да ги слушнеме. И статистиките кога ги читав, стварно тоа за мене барем беше алармантен. Има ли потреба за аларм тука кај нас? Зошто ова прашање, бидејќи сега е туристички период, луѓето патуваат, па можеби има поголема интеракција, или тие што доаѓаат тука, или наши луѓе што можеби патуваат негде, а мора на некој начин да бидеме информирани, нели? Така. Алармот е секогаш добро да биде вклучен и самите многу убаво најавивте дека овие теми секогаш се во фокусот и статистиките никогаш покажуваат едни резултати, во основа може да се други резултати и вас би биле интересни овие статистики, токму затоа ја разговараме оваа тема денеска и ви благодарам на поканата. Ние оваа патологија, значи сексуално преносливите инфекции, покажуваат, како што самите кажавте, различен тренд. Она што е карактеристично, ако се спореди наназад со изминатите 5 до 10 години, Европскиот центар за контрола на болестите бележи нагорен, односно бележи пораст на сексуално преносливите инфекции, понагласено гонорејата и особено сифилисот. Значи гледаме некаков тренд на нагорна линија. Многу има фактори зашто е тоа така. Во Македонија ситуацијата е малку посложена од аспект дека ние тие инфекции, можеби народот мисли дека се само нивното место во историјата или во минатото и дека веќе не се соочуваме со тие инфекции, односно со тие болести, но ние тие ги гледаме секогаш во нашите амбуланти. Генерално сексуално преносливите инфекции ги работиме заедно со колегите од клиниката за дерматовенерологија, имаме многу блиска соработка со нив, така што ние сите овие инфекции ги третираме заедно, сме во тесна соработка. Мене ме запрепасти податокот дека скоро 300% се зголемени. Значи оваа бројка е вака гледано е страшна, нели? 300% не е нешто што може би се забележува кратко. Но пред еве да коментираме ова за тие што може би не знаат или помлада популација, што е сифилисот и што е гонорејата и какви последици има кон луѓето? Значи, кога станува збор за сексуално преносливите инфекции, само ти ме кажува дека тоа се инфекции кои што се пренесуваат преку сексуален однос, односно преку ризично сексуално однесување, односно преку секс кој што е без кондом. Има различен спектар на инфекции, сите се предизвикани, односно еден дел се предизвикани од бактерии, еден дел се предизвикани од вируси, еден дел се предизвикани од габички. Многу е битно младите да знаат и генерацијата да знае дека секој што е сексуално активен треба да се тестира редовно или повремено, затоа што дел од овие сексуално преносливи инфекции може воопшто да не дадат никаква клиничка слика, ние те стручно ги викаме асимптоматски, но може да бидат причина за некакви понатака компликации, стерилност или така натака, но од друга страна, дел од тие сексуално преносливи инфекции, како што е сифилисот или како што е гонорејата, даваат одредени симптоми и знаци, кои што на лекарите се доволно јасни да се посомневаме. Кои се тие, еве да ги спомнеме? Има различни, малку сифилисот е покомплициран. Тој во книгите ние сме го учеле како голем имитатор на останатите кожни заболувања. Значи најчесто како една група, ако можам да ги сумирам на симптоми и знаци, би ги кажал дека сексуално преносливите инфекции, ако дарат симптоми, тие најчесто се поврзани со симптоми поврзани со гениталната регија. Што би значило тоа? Може да има нелагодност при микција, односно при уринирање. Може да има некаква болка, тапа во долниот дел на стомакот. Кај мажите може да има нелагодност во тестисите. Може да има болен сексуален однос.
може да има еден карактеристичен истедок, се вика утринска капка кај мажите, кај кој што има пореметена боја, пореметен секрет, истото се јавува кај жените како вагинален истедок, односно вагинален или дишчарж, кој што е со пореметена конзистенција, боја и мирис, кој што укажува дека нешто се случува, дека некаков инфект има и треба да се третира. Сифилисот е можеби малку поразличен, затоа што на почеток сифилисот има неколку фази во кои што може да биде препознан. Во првата фаза најчесто се јавува едно, како да кажам народски вака, можеби како еден, ние то стручно го викаме тврд шанкар, односно една промена на гениталиите, која што е со рабови, со вламнатина, која што е безболна и која што луѓето може да ја приметат и да не ја приметат. Која што после некое време ќе си помине, за да може понатака да се јави во наредната фаза еден истип на телото, кој што е најчесто типот на макулопапулозен и кој што луѓето многу пати не го препознават и мислат дека станува збор за некаква алергија, например. Но еве, тие се третира, тоа е битно и заради тоа треба тестирање. Апсолутно. Значи, но последиците може да бидат до таму да има стерилност, а тоа веќе е сериозен ефект. Значи, многу е битно, нашиот народ многу лесно потегнува на своја рака по антибиотици. Не треба тоа да е така. Има стручни лица, има инфектолози, има кожни лекари, има матични лекари, кои што овие симптоми и знаци ќе ги препознаат, доколку се детектира некоја бактерија, истата ќе се третира со соодветниот антибиотик, но тоа секако да не биде на своја рака на пациентот. Еве сакам, докторе, да те прашам, не просто за причините за порастот, бидејќи, како што рековте и вие, можеби еве статистиките се тие што се во овие од Европа, нели, некако се алармантни, но кога се зборува за оваа тема има малце стигма, нели, има и предрасуда, а од друга страна најверојатно или дали овие болести се појавуваат бидејќи сепак има голем број на сексуални односи или луѓето имаат повеќе партнери, а нели предрасудата валјда не носи на друг правец. Секогаш кога станува збор за сексуално преносливите инфекции, поготово кога станува збор за ХИВ или пак за сифилис, луѓето ги поврзуваат овие диагнози со можеби стака да става некакви етикети дека тие луѓе се можеби неморални доволно или дека имаат секогаш повеќе сексуални партнери или дека се послободни или како и да е. Односно овие токму поради ова вие што го кажавте, ние сега гледаме можеби повеќе детектираме сексуално преносливи инфекции, но тоа е затоа што можеби околностите се сменити и ние ги бараме и ги третираме, односно правиме одредени тестови со цел да го докажеме нели причинителот. Но ако ја ставиме топката од другата страна, од страна на пациентите, токму стигмата и дискриминацијата се пречка да се појде на лекар. Дали тоа матичниот лекар или пак кожните лекари или инфектолозите, затоа што пациентите сметаат дека ќе бидат препознаени, осудени или пак нема да ја добијат услугата здравствена која што им следува. И тоа навистина ние и сме го виделе. Европскиот центар за контрола на болестите, вие го спомнавте во најавата, пред неколку години Европскиот центар за контрола на болестите имаше направена анализа поврзана со стигма во здравствениот сектор во однос на третирањето на ХИВ позитивните пациенти, кои што навистина покажа делумно поразителни резултати, од аспект дека голем дел ние најчесто сметаме дека да, стигмата и дискриминацијата е насекаде точно, но можеби најмногу боли кога стигмата и дискриминацијата доаѓа токму од белите мантели, односно од здравствениот персонал, кога пристапуваме кон пациентот со некакви предрасуди, кои што ќе влијае на начинот на нашиот однос со пациентот, третирањето, исходот на болеста, затоа што ова не е како да се изразам, не е овој факт за занемарување кога збориме за стигмата и дискриминација, не е тоа нешто така што лебди во воздухот, затоа што за голем дел од пациентите тоа е многу побитно од самата диагноза. Да, и постои насекаде. Добро, ние го зборуваме овој аспект бидејќи еве ако доаѓате од поконзервативна средина, се мисли дека предрасудата, стигмата ќе биде поголема, но очигледно постои насекаде и заради тоа и треба да се зборува, а со едноставно тестирање или контрацепција може да се има по здрав живот. Знаете како не знам, секој што бил сексуално активен треба да се тестира за сексуално преносливи инфекции. Наједноставната порака би била таа. Затоа што не мора да чекаме да се појават некакви симптоми и знаци, затоа што ако се вратиме назад, нели рековме, голем дел од инфекциите може да бидат асимптоматски,
така да она народното подобро да се спречи отколку да се лечи се уште важи, така да секој што бил сексуално активен, секој што може Но има таква култура тука. Мислиш дека има таква култура? Ево твоето искуство како специјалист или од вашите колеги, се зголемува ли ова сознание? Значи голем дел од луѓето што се свесни се грижат за своето здравје и секако се тестираат повремено или пак редовно за различни тип на болести. Не би го ставил толку товар на самите пациенти самите да лутаат и да се тестираат, туку напротив тоа да биде донесено во заедничка одлука со лекарот, инфектологот, матичниот лекар седно, да се договори можеби некаков во зависност од начинот на живот, некаков регуларен систем на тестирање доколку е потребен, да се разговара што се треба да се направи според начинот на живот, дали треба да се превзема некакви превентивни мерки. Кога сме кај превентивни мерки, не само збориме за лечење и за третирање на болестите, но да не заборавиме дека за голем дел од болестите има превентивни мерки. За хепатитис Б, што е исто така сексуално пренослива инфекција, постои вакцинација. За ХИВ инфекцијата, што се уште поврзуваме и луѓето доживуваат како страшна диагноза, постои превенција. Тоа е употребата на кондом и употребата на предекспозицијска профилакса за ХИВ која што е достапна на клиниката. Еве ќе ве прашам и за ова, бидејќи тоа за ХИВ-от можеби има поголема стигма, но да заокружиме за сифилисот во кои аспекти. Значи тоа се лечи и ако има предизвикано од бактерија, нели, за колку време се лечи? Значи не треба и толку паника да се има во тоа смисла, сакам да кажам. Нема потреба од паника никогаш. Значи битно е луѓето да се тестираат, доколку се детектира некоја инфекција, истата се третира. Во случајов за сифилисот како таква, таа е предизвикана од бактерија, бактеријата се вика Treponema pallidum, таа е на извиткана бактеричка, која што кажав може да даде различни симптоми и знаци, но луѓето нема потреба да се секираат, истата се третира со антибиотици во зависност од стадиумот и во зависност од за кој антибиотик докторот ќе се одлучи да го третира пациентот. Но еден аспект тука сакам да спомнам, во извештајот што јас го читав, се спомнуваше и инфекциите кои се пренесуваат од мајка на бебето, ако мајките се трудни. Што во оваа ситуација? Во овој случај добро е што во Македонија досега сме немале многу случаеви на пренос на инфекциите на новороденото. Инаку нормално, може да биде пренесена одредена инфекција, ние ги викаме тоа конгенитално, дури сифилисот може да биде пренесен на плодот и да даде последици некакви понатака, значи може да биде мртво родено плодот, може да има последици по расти развојот. Колку што јас се сеќавам, досега сме имале можеби во Македонија во последните неколку години само еден случај на конгенитален сифилис. Статистиката е различна во Европа, на европско ниво има повеќе случаеви, но да се вратам, добро што во Македонија со редовното тестирање на бремените жени сите овие работи се сведени на минимум. Океј, еве го спомна ХИВ-от, но сакам во овој контекст да те прашам, дали појавите на овие сексуални преносливи болести значи дека има и ризик за ХИВ? Значи секогаш кога има една сексуално пренослива инфекција, сметаме дека и даваме препораки истиот тој човек да биде тестиран за ХИВ. Затоа што секогаш кога има една сексуално пренослива инфекција, треба да помислиме и на нешто друго. Голем дел од инфекциите одат и заедно. Еве го спомнавте сифилисот. Секогаш препораките се кога ќе откриеме сифилис кај одреден пациент или пациентка, задолжително се препорачува тестирање за ХИВ. Истото важи обратно. Кај ново диагностициран пациент со ХИВ, секогаш даваме препорака и за третирање на сифилис. Уште едно прашање тука сакам за ХИВ, малце претходно спомна дека има најголема стигма, но од друга страна може секако да се одбраниш, ако вака можам да кажам, но исто така и ако си инфективен, нели сега таа се рачуна како хронична болест, значи може било кој уште понатаму да живее. Се знае ли многу за ова? Значи знаеме многу. Инфективната клиника е единствено место во Македонија каде што се нуди грижа и третман на пациентите кои што живеат со ХИВ, односно на лицата кои што живеат со ХИВ. Ние работиме според новите препораки на ЕАКС, тоа е Европското здружение за СИДА,
Терапијата која што ја даваме е една од најновите терапии со која што бележиме многу голем успех и она што сакам да го пренесам како порака е дека тоа и на европско ниво е исто така. Секој пациент во однос на нели луѓето се многу загрижени во вие што го кажавте, дали може да на кој начин ќе се зарази некој, во кој контакт е ризичен или не. Многу е битно луѓето да знаат дека ХИВ се пренесува исклучиво преку незаштитен сексуален однос. Генерално, мислам, има и други начини, нели, како што спомнавме претходно, може да биде пренесено од мајка на дете, или пак преку, што е многу ретко во денешно време, затоа што секоја дарува на крв, нели се тестира. Генерално е ризичното несување, односно секс без употреба на кондом. Кога некој пациент ќе дојде, ние си го обработуваме, го прегледуваме, земаме податоци се што ни од интерес во однос на пациентот и пациентот го поставуваме на антиретровирусна терапија. Тоа е терапија со која што целта ни е да го кренеме имунитетот на пациентот, а viral loadот, односно вирусното оптоварување, вирусните копии кои што пациентот ги има, да го спуштиме на нула. Тоа значи дека пациентот велиме дека е веќе недетектибилен. Што значи тоа во наш медицински речник? И практично што значи тоа за пациентот е дека кога ќе го постигнеме тоа недетектибилно ниво, пациентот не може понатака да го пренесе ХИВ на својата околина, односно својот сексуален партнер или партнерка. Односи надвор од сексуалниот однос, работење со ХИВ позитивно лице, било какви секојдневни активности, контакт, разговарање, кивање, кашлање, апсолутно не може така ХИВ да биде пренесен. Народот или здравствените работници се уште, нели го зборевме, пристапуваат нажалост со одредени ограничувања кога можеби се соочуваат со некој лице кој што живее со ХИВ, има потреба друга здравствена услуга, но ако ние знаеме како се пренесува одредена инфекција во случајов ХИВ и како не се пренесува, нема потреба од никаква загриженост. Дали мислиш, докторе, дека се зборува доволно за овие теми? И дали стигмата исто така постои, бидејќи еве во неколку наврати кога овие теми се отвараат во јавноста, понекогаш се интерпретираат како стимул за сексуални односи, а во суштина информацијата е одбрана од болестите. Но дали вистинската информација? Да, секако. Но мислиш дека има доволни мерки или се информираат луѓето колку што треба, поготово можеби младата популација? Како што спомнав, една од причините зошто сакав овој разговор да го направиме е статистиката која беше така страшна, но исто така дека еве периодот е летен, па луѓето патуваат и во Европа или тие од Европа доаѓаат тука, така да информацијата секогаш е добра. Мислам дека се што е поврзано генерално во Македонија со сексуалноста и со сексуално и репродуктивно здравје, се уште постои табу, се уште постои стигма и дискриминација, но ќе тргнам како лекар, нели на старинското секој треба да си го среди својот двор. Мислам дека така треба да почнеме и ние, односно да се продолжи со тоа темпо на работа и со нормализирање на некои работи. Нема потреба од табу, нема потреба од ние да мислиме каква е ситуацијата кога еве и статистиката гледаме дека што конкретно покажува. Нема потреба од криење на информации од младите. Младите се секако голем дел од нив и сексуално активни и тие треба да ги добијат вистинските информации. Ако збориме за сексуално преносни инфекции, што значи таа сексуално преносна инфекција, како се третира и што треба да се прави. Но исто така да не заборавиме дискриминацијата, исто така што значи сексуалното насилство, што значи полот, што значи родот. Дали мислиш еве кон нив структурирано или институционално се дава информација? Треба тоа да биде структурирано и институционално да добијат информации, токму затоа и во Македонија процесот на воведување на сексуално образование во училиштата почна од пред неколку години, истото треба да добие на позасилено темпо, затоа што училиштата се единствено место каде што младите ги добиваат вистинските информации што им се потребни. Треба да погледнеме статистиката, нели, треба да видиме колку има стигма и дискриминација во Македонија, колку има булинг, колку има сексуално насилство, семејно насилство. Значи ние не може да криеме информации од младите, а нив тие информации се навистина потребни. Од искуство, нели, дали сте имале такви ситуации каде што младите сепак имале поголема информација, а родителите мислат дека
или имале потешкоти да разговараат, или мислеле дека нема доволно информации, или не знаеле како да комуницираат. Кој е од овој аспект вашето искуство? Родителите се секогаш неголемата поддршка за своите деца, но генерациите се се менуваат, секоја генерација има различни потреби, секоја генерација расте во различно време. Не можеме да ги обвинуваме родителите доколку нешто не знаат да изменаџираат или пак немаат информации, но затоа токму училиштето е тука со сексуалното образование. Тука се лекарите кои што се достапни, треба да не само да збориме за инфекциите, туку истите треба да ги превенираме, така што навистина тие сите бариери што постојат, секој треба да се тргне за да од повеќе аспекти се подобри ситуацијата. Но исто од твоето искуство и од твоите колеги има, мислите дека има поголем број на тие што доаѓаат и бараат помош или се тестираат или сепак има двоумица на тоа, или можеби и срам, ако тој елемент го имаме предвид. Ова можеме да го дискутираме од различни аспекти. Генерално на клиниката за инфективни болести во советувалиштето за ХИВ, односно во ХИВ амбулантата, секој може да дојде да побара ХИВ тест. Истото може да биде направено и анонимно, доверливо, и пациентот да добие, односно клиентот да добие и советување и препораки понатака како да се заштити. Невладината организација HERA има 2 младински центри и во Центар и во Шуторизари, каде што младите доаѓаат исто така на тестирање, на советување доколку треба да добијат одредени здравствени услуги. Така што мојата слика е дека има луѓе кои што доаѓаат и се тестираат и знаат да направат превенција. Можеби во помалите градови ситуацијата е малку различна, но затоа кажав дека образованието и здравствениот систем заедно мора да се потрудат да ги сменат овие работи. Дали нашата култура, вака полежено да го поставам прашањето, е пречка? Во која смисла? Тука сепак има мачо култура, каде што сите ние сакаме да бидеме фраери, да имаме девојки, девојките дечковски или не, и тоа не ограничува на некој начин, а од друга страна, ако си сексуален активен, тоа исто така ти дава некаква моќ или сакаш тоа да го истакнеш, но ги има и сите овие ризици. Контрадикторно ли е ова едно со другото? Или со конзервативниот дел на општеството кој на некој начин ова не го прифаќа? Има ли конфликти самата наша култура? Ние живееме во држава која што дискриминира и стигматизира на многу нивоа, етничка, религиска, по сексуална определба, на различни нивоа, но токму, пак ќе кажам, сите ние имаме одредена одговорност. Вие како новинари, затоа ја правиме оваа емисија, ние како лекари, професорите, наставниците, мора да ги рушиме сите табуа, да се рушат сите стереотипи кои што произлегуваат во однос на сексуалноста и сексуалното и репродуктивното здравје. Се тоа представува само бариера до живење еден квалитетен и задоволен живот како индивидуа. Без разлика на кое лице, од која етничка припадност е, како се дефинира и каква е неговата или незината сексуална определба. Токму некогаш државата, наместо да биде промотор на здравјето и на унапредување на човековите права на своите граѓани, понекогаш постојат мерки или закони, одредени протоколи, кои што нажалост унакажуваат делот. Но самиот менталитет на луѓето и културата, дали е некаква пречка, бидејќи стигмите или предрасудите доаѓаат и од начинот на живот, па сега сакаш да бидеш мачо, не сакаш да се тестираш, некако не би требало да оди, Како кажав претходно, секој што е сексуално активен треба да се тестира, така што нема потреба од глумење мачо, така да. Добро, на крај, збирно, кои би биле најважните пораки до граѓаните, до младите, што би им советувал за, како што рековте, да живеат здрав живот и да нема можеби премногу предрасуди или страв за овие теми. Значи, сите заедно треба да се трудиме да ги надминеме стигмата, табуите и дискриминацијата кои што произлегуваат од сексуалното и репродуктивното здравје, од тие некои аспекти. Секој што е сексуално активен, редовно да се тестира за сексуално преносиви инфекции.
стигмата не треба да постои, таа е само бариера. Понекогаш луѓето можеби мислат дека има стигма дискриминација, но понекогаш самите можеби повеќе се правиме белја и бариери додека се одлучиме нели нешто да се направи. И едноставно можеби заедно како со вас новинари сите овие теми да ги опфаќаме можеби почесто да ги дискутираме од различни аспекти за да едноставно се сменат работите перцепцијата кај народот за вакви чувствителни теми се Кога доаѓаат кај вас пациенти, отворени ли сте? Еве, дискутирате ли отворено? Можеби они доаѓаат и за други проблеми, бидејќи вие сте инфектолог, но ако веќе зборуваме за темата. Апсолутно, амбулантата и советувалиштето за ХИВ на инфективната клиника малку функционира поразлично од останатите амбуланти. Ние имаме многу доверба кај нашите пациенти, пациентите има многу голема доверба во нас и токму затоа имаме успех и сме каде што сме. Доктор Велимир Савески, ти благодарам многу за овој разговор. Мислам дека беше вреден. И еве, можеби и нема толку потреба од паника, само тестирај. Апсолутно, ти благодарам називно поканата. Ti благодарам. Faleminderit shumë. Të dashur ndjekës, këtu do të përmbyllim edhe këtë bashkëbisedim me doktorin për një çështje që ndoshta ajo shpesh flitet, por duhet ndoshta shumë pak për të bërë, siç thotë doktori, një jetë të shëndetshme, vetëm testime dhe pa shumë paragjykime. Sigurisht podcasti Rishtazi do të vijë sërish te ju pas disa ditësh. Deri atëherë, mirupafshim.